обвинители функционери, сите оние категории што трошат јавни пари, многумина од нив се збогатуваат преку ноќ, необјасниво, затоа што потеклото на имотот не е утврден. Располагаат со куки, станови, викендици, уметнички слики, накид, пари во банки или пак имаат огромни кредити кои е невозможно да ги исплаќаат од платите. Нивните сегашни и претходни примања не се објавуваат транспарентно, со што не може да се види дали со платите може да си дозволат толкаво богатство. Државната комисија за спречување на корупција откри дека наимотните тројца седат во Врховниот суд, а антикорупционерите ги проверуваат податоците на околу 500 судии. 17 од нив добиле прекршочни казни, бидејќи не ја пријавиле имотната состојба. Судии, обвинители, функционери се збогатуваа нагло, но за ниту еден од нив не е покрената постапка. Што поседувал кога дошол на функцијата и со колкав имот си заминал. Често делови од имотот се запишуваат на име на роднини, пријатели, брачен другар или во анкетниот прашалник за имотот стои стекнат на друг начин. Во минатото беа откривани богати возачи, магационери, кумови, кои не знаеа дека поседуваат имоти и фирми на нивно име, сваровски судии, многу наместени предмети, изигрување на АКМИС, системот за електронско закажување на предмети. Од своето доаѓање власта ветува расчистување со нечесните судии, нивно прочистување, но досега ништо не е направено. Вице-премиерот Љупчо Николовски, задолжен за борба против корупцијата и криминалот, се уште не излегол со конкретни резултати. Новинарката Сашка Цветковска, за која еден од најголемите предизвици се токму истражувањата за организиран криминал и корупција во судството, вели се останува без ефект. Дури да има најдобра волја, нашите институции како обвинителство, финансова полиција и други немаат прво технолошки ресурси да го направат тоа. Сега е 21. век и вие имате организации и институции кои се борат со организиран криминал, а пола персонал не знае да Google search. Тоа е неприфатливо. Едниот проблем е недостаток на политичка волја, вториот проблем зошто не може да расчистиме со корумпираните судии е затоа што организираниот криминал ако некаде пенетрирал високо, највисоко пенетрирал во судската власт, и третиот проблем е отсуството на елементарни вештини, знаење и мерит и кај лицата и човечките ресурси во овие институции, и кај самите институции. Додека Европа има транспарентен и лесен начин за проверка на податоците на функционерите и на сите кои трошат јавни пари, кои се јавни за секој да ги види, Македонија сега подготвува нов закон за потекло на имотот, бидејќи сегашната регулатива не можела да одговори на потребите, а антикорупцијска немала право да ја следи имотната состојба по завршување на мандатот. Професорката Мирјана Најчевска, активистка и експертка од областа на човековите права, смета дека ваков закон воопшто не е потребен. Мислам дека во моментов да се донесе закон со кој што ќе се испитува потеклото на имотот е скоро невозможно. Значи невозможно е ниту да проработи еден ваков закон. Оно што мислам дека е возможно да се стави една цртка и да се најдат начини како ќе се следи од сега заработеното. Да речеме во Словачка многу интересен начин нашле. Секој функционер, судија, јавен обвинител на годишна основа треба да каже колку спечалил, што купил и каде му се парите, и тоа се објавува на интернет, сите да го видат. Државата има доволно механизми за да се утврди потеклото на имотот, смета професорката Гордана Божаровска од Правниот факултет. Таа нагласува дека и системот на внатрешна ревизија, кој според стандардите на ЕУ мора да зајакне. Немаме потреба од донесување на посебен закон кој што би го утврдувал потеклото на имотот. Зошто така мислам? Затоа што веќе имаме механизми воспоставени за она што значи можност за финансиска истрага, па да се утврди противправно стекнат имотна корис. Нашите закони регулираат и директна и посредна имотна корис, значи имаме механизми како да едноставно не се исплати криминалитетот. Од друга страна,
Државната комисија за спречување на корупција нема доволни капацитети ни механизми како да ги имплементира одредбите што се содржани во законот и по мојот длабоко убедување тој дел од законот мора да претрпи ревизија. На јавноста и се добро познати случаите на корупција и криминал кај функционери или судии кои не добиле завршница. Антикорупцијска по извештајот на Стејт департментот од 2018 година се уште испитува има ли злоупотреба и коруптивни дејствија во случаите со председателот на Врховниот суд Јово Вангеловски, поранешната членка на Судскиот совет Александра Зафировска, судијката Софија Лаличич и Светлана Костова од Вишиот управен суд, како и поранешниот председател на Кривичниот суд Владимир Панчевски. Никогаш не се докажа потеклото на 4 стана на екс-премиерот Никола Груевски, од кои 3 беа впишани на име на мајка му. Граѓаните се изначекаа на реформи и промени во оваа сфера, сакаат да знаат од каде им е богатството на нивните избраници, но власта мора да ги информира каде може да најдат јавни податоци за платите на сите што работат во јавниот сектор, во администрацијата, од највисоките функции до најниските ешалони, затоа што принципот е едноставен, нема тајни за трошењето на јавните пари. Тоа не се тајни податоци, тие не се офатени со Законот за заштита на приватни податоци. Апсолутно треба све да се провери. Прво што внесуваат, кој е изабран као функционер, он стои и поседува. Тоа е најбитно. А после да видиме за година дена што има и колку има. Ако ќе изгуби функцијата, да видиме пак што има. Плата кој се збогатил. Нормално плата можеш најмногу една куќа да купиш преку цел живот. Така мислам, јас. А иначе треба да се знае кога доаѓаат на функција што се имали. Овој механизам не е ефикасен затоа што надежните институции не се работата согласно законските прописи што кога се носе овие закони кои се релативно нови за нашиот правен систем, експерти од стручната јавност укажуваа на така речено условно намерни празнини во законските решенија, за да се остави веројатно некој простор за компромис, затоа што на веројатно политичките елити очигледно дека не им одговара јасна и транспарентна слика за нивната имотна состојба. Кои се механизмите за контрола на јавните пари? Институциите како антикорупцијска комисија, финансова полиција, обвинителство, потоа медиумите и невладиниот сектор, но и самите граѓани, доколку имаат пристап до информациите за трошењето на нивните пари. Владата постојано тврди дека борбата со организиран криминал и корупција е стратешки приоритет на државата. И не е само на владата, туку е стратешки приоритет еве и во евроинтеграциите. Не може само да кажеме дека нешто не е стратешки приоритет, туку треба да кажеме како ќе го решиме овој стратешки приоритет. Ако не сме се погрижиле, клучните институции во борба со корупција да имаат буџет соодветен, да можат да имаат кадри соодветни. Ако не сме се потрудиле да едуцираме нови, млади, храбри и да ги научиме на интегритет, не само на вештини, тогаш немаме никако како да постигнеме оваа цел. Во ова општество, секое доаѓање на власт, на позиција се сваќа како можност да се земе нешто незаконско, да се украде, а граѓаните тоа го сметаат за нормално, па велат нека крадат со мерка, вели најческа. Секој механизам е добар, толку колку што се добри луѓето кои што сакаат да го спроведат тој механизам. Значи и со овие механизми може да се направи такво нешто, меѓутоа во услови кога имаме апсолутна партизација, меѓусебно поврзување на структурите и слично, едноставно е невозможно, посебно е невозможно да се очекува дека може да се истражи наназад. Меѓутоа, она што можеме да го направиме е да смислиме креативни решенија како да спречиме нанапред да се случуваат истите тие работи. Посебно е важно да се свати дека криминалот, а корупцијата е криминал, не смее да се исплати. Кај нас да речеме некој судија, дури и да го разрешат од судиската функција заради утврдено прекршување на законот и слично, ќе стане адвокат и автоматски со ништо не си го казнил.
Професорката Бужаровска укажува дека ДКСК е превентивен орган и треба да ја имаме во предвид нивната улога, но апелира антикорупционерите да не се мешаат во работата на обвинителството. Сметам дека едноставно имаме доволно и кривични дела, имаме прикривање на противправно стекнат имот, имаме противзаконито влијание, имаме давање, примање награда, значи системот ни е навистина со сите, би рекла, аспекти доволен. Имплементацијата треба да ја зајакнеме во смисла на координација, во смисла на подобра евентуално и обука и нели и поврзаност меѓу самите органи. Она што е многу важно е да зошто системот не ни функционира. Па затоа што оние кои што системот се однесува на оние кои што треба да го осмислат системот. Знаете како велат, како да се заштитам од заштитувачот. И затоа системот не функционира и не сме ни единствена држава која што има проблем со овие прашања. Одговорот во западните демократии е едноставен. Постои транспарентност за трошењето на јавните пари, преку јавно објавување на сите примања и имотната состојба. И оттука лесна е проверката, дали се во склад, дали се одвествуваат или пак постојат нелогичности кои ќе алармираат јавноста. Можен ли е ефикасен механизам за следење на имотната состојба? Општество ослободено од лични интереси и богатење? Одговорот е во рацете на оваа власт и во волјата да направат брзи и ефикасни решенија. Се отвара, се става на маса прашањето за имотната состојба на судиите, која е всушност индикатор за корупцијата, за злоупотребите, енормното богатење на судството, на судиите, обвинители и така натаму. Сега прашањето е, задоволен ли сте вие со законот за спречување на корупција, кој се однесува токму на имотната состојба, а конфликтот на интереси веќе е сосема друго прашање, иако и тоа е врзано. Потеклото на имот на функционерите како тема е многу значајна и таа веќе подолго време е отворена во јавноста. Имаме и делумно и судски процеси кои што се однесуваат на потеклото на имот на правни лица или па и на политички партии. Така што не е нова. Она што сега се актуализира е заради прочистувањето во судството. Немаме ветинг, имаме прочистување, бидејќи ветингот значи целосно распуштање на судството. Ние не се приконивме кон таков концепт, туку одиме на проверка на судиите еден по еден и на судовите и на претседателите на судови. И мислам дека е тоа работа на судскиот совет и советот на јавни обвинители и државниот обвинител во таа смисла. Проверката на имотот? Има надлежност Државната комисија за спречување на корупција во делот на проверката на имот. Сме го разговарале во директна комуникација и се согласивме дека треба да се направи сериозна анализа на законската рамка и на праксата, за да можеме да дојдеме до заклучок дали има потреба од промена на законот. Вие што сметате? Или пак дали има потреба од нов закон. Јас мислам дека сегашната состојба, сегашната законска рамка дава простор да се испитува потеклото на имотот. Впрочем, има одредба во Законот за спречување на корупција, согласно која постои можност, таму каде што има основано сомнение дека имотот на лицето кое е должно да поднесе изјава за потекло, изјава за состојба на имотот, доколку е несразмерно со неговите примања, има можност да ДКСК поднесе иницијатива за испитување на потеклото на имот и доколку тој имот или тие приходи кои што се оданочени не одговараат на пријавената состојба или на согледаната состојба, тоа е основа против лицето кое што или против функционерот кое што е под прашање да се покрене кривична пријава пред надлежното јавно обвинителство. Значи несразмерно со примањата, несразмер на имотна состојба со примањата. Кој има увид во нивните примања? Управата за јавни приходи има редовно увид во сите примања, особено, знаете, Управата за јавни приходи има посебна постапка за утврдување на данокот. И
По Врз таа основа на основа, така, по таа точно, основа да. има јасен увид кој каков имот добива и како е тоа оданочено. Тоа до сега не сме виделе пример на несразмерност и заради тоа да биде објавено и да оди во обвинителство и така натаму има истрага. Објаснувањето, јас не сум слушнал за истрага, објаснувањето на ДКСК до сега секогаш било дека оние функционери кои што прават евентуално корупција се доволно мудри да не го пријавуваат имотот или да не го зголемуваат формално имотот во време додека се функционери, туку да го прават тоа по завршувањето на нивниот мандат, кога веќе Државната комисија за спречување на корупцијата нема надлежност за тој функционер откако ќе му истече мандатот. Да, но на нивната страница и воопшто нема за претходните мандати, односно претходните функционери воопшто веќе не можете да ги најдете. По новиот Груевски закон, не можете. например, да, меѓутоа по новиот закон кој што беше донесен пред известно време, практично се овозможува до 10 години за поранешните функционери да биде достапна ажурирана верзија на односно тоа не е случај, меѓутоа и тоа е нов закон, значи релативно нов е законот и затоа не се однесува на оние функционери кои што веќе не се функционери 3-4 години, да кажем. Само УЈП, тоа не е транспарентна влада. Само УЈП да има можност да има увид во примањата и во имотната состојба. Верувам дека се слушнале за заштита на лични податоци и дека баш Заштита на лични податоци не е увид баш личен на податок. плата на примања на јавен функционер. Тоа не е. Не, ама платата не зборуваме за примањата. Примањата се јавно достапни и на оваа влада. Транспарентноста не е важна заради УЈП. Важна е зашто УЈП е дел од институциите владини. Важна е за медиумите, за невладините и за граѓаните. Ќе ми дозволите да кажам? Не. Тие се контролен механизам. Не, за да ви објаснам зошто е важно да бидат објавени. Мислам дека има две компоненти на ова што кажувате. Едната компонента е транспарентноста на објавување на платите и на трошоците на државниот буџет. Втората компонента е употреба на информации за потреби на истрагата или за испитување на потеклото на имот. Не испитува потекло на имот медиум или граѓанин. Испитуваат надлежни институции доколку сакаат да докажат или има основано сомнение дека има некаков криминал или потенцијална корупција. Тоа е работа на институциите. Не. Апсолутно, Не е апсолутно. така. Меѓутоа, дозволете само да докажам, во однос на транспарентноста, нашата влада, од владата на сите влади на Заев до сега, од 2017 до сега, имале огромен чекор напред кон отварање на за јавноста во делот на трошоците, на јавните трошоци, на секој функционер на месечна основа. Мојот кабинет дава отчет до владата, а владата го објавува во јавност сите трошоци кои што ги прави. Сега тоа е едно ниво, друго ниво е исто и примањата. Значи нашите примања се објавени во РТВ можеби сега, меѓутоа тие се законски определени. Значи при примањата на функционерите ние примаме плата сите функционери по коефициент утврден во законот, не по лична желба. Кажете ми каде се објавени примањата на функционерите? Еве, на веб страната на владата. Проверете во овој момент. На сите функционери ве прашувам, каде се објавени? А на кои сите директори, функционери? на судии, на тие што објавуваат јавни функции. На министрите се објавени на веб страната на владата. На сите функционери не се објавени. Во ред, јас се согласувам дека треба да се продолжи тоа. Ако сме почнале од владата, тогаш тоа треба да продолжи и за сите. Не би требало да има вие проблем. како министер за правда сите примања на функционерите да бидат објавени? И јас немам проблем, меѓутоа тоа е иницијатива на ДКСК треба да биде. Инаку немам проблем со тоа, би го поддржал тоа. Зошто не би била ваша иницијатива? Вие сте министер за правда. Се разбира. Зошто? Се борите против корупција. Тоа е исто така надлежност на вице-премиерот за борба против корупција. Еве може со него да разговараме и да го покренеме ова прашање. Нема апсолутно никаков проблем со објавувањето. Не се само проблем министрите во оваа држава, знаете и сам. Директори, да, шефови разни. Така е, така е. И така натаму да не ги набројувам. Членови на управни, надзорни одбори, кој знае што се не, кој знае кој не се нема
плата не зема од данокот на граѓаните. Инаку за секое работно место во администрацијата, кога се објавува работното место, се објавува и платата за која плата која е основната плата, нели, без земање предвид на стажот, биејќи тоа е индивидуално за секого, е објавено. Се согласувам дека има простор за подобрување и дека треба да се објавуваат овие, не е спорно. Меѓутоа дека не е транспарентно и дека нема огромен напредок во последниве 3-4 години, за тоа не се согласувам. Добро, јас благодарам за овој разговор. Благодарам. Аугустин, каква е контролата во Хрватска и на ниво на Европска Унија, со оглед на тоа што Хрватска е дел од ЕУ? Значи, каква е состојбата со имотната состојба на функционерите, на политичарите и генерално сите оние кои обавуваат јавни функции? Дали треба да има опис на нивната имотна состојба, односно на потеклото на имот во тие имотни картички кои ги приложуваат? У принципу Хрватска е морала ускладити своје законодавство и транспарентност осигурати у складу со стандардима Европској Унија још прije уласка. Наравно и у Хрватској има злоупотреба тога, али сви дужностници морају имати такозване имовинске картице у којима морају навести сву своју имовину. Наравно, морају навести и чиме су се све бавили. И врло е едноставно онда ускладити, успореđivati imovinu koju su objavili da im posjeduju i primanja koje su imali i često se dolazi u zaključak da se takva imovina sa takvim prihodima koje su prijavili ne može dokazati. I onda je moguća istraga o porijeklu imovine. U Evropskoj uniji standardi su različiti od država do država. Neke su više transparentne, neke su manje. Ali postoji politička kultura transparentnosti. Primjerice, neki zastupnici u Europskom parlamentu stavljaju na svoju stranicu, objavljuju svoje imovinske kartice i sve čime se bave. Znači, osim imovine moraju prijaviti i da li imaju neke aktivnosti koje su protiv kodeksa ponašanja ili neke aktivnosti koje mogu biti sukob interesa. Zapravo, sukob interesa je često podjednako opasna djelatnost za dužnosnike od korupcije, kao i što je i korupcija. Добро, дали тоа значи дека потеклото на имот мора да биде пријавено во тие имотни картички? On ne mora biti prijavljena u tim imovinskim karticama detaljno, ali se mora prijaviti sama imovina i prijaviti ko je vlasnik. Primjerice, prijaviti kuću i napisati da je ona nasljedstvo od roditelja ili prijaviti stan koji je u suvlasništvu zajedno sa ženom ili prijaviti auto i koliko je vrijednost tog auta. I naravno, nije teško ako neko prijavi da ima 3 stana, auto koji košta 60.000 eura, a ima plaću 900 eura, nije teško zaključiti da ta imovina baš nije stečena na pravi način. I imali smo puno slučajeva u Briselu koji uvijek insistira na države koje aspiriraju članstvo EU, moraju se boriti protiv korupcije i organiziranog kriminala. Često privatno govore da kad dođu delegacije iz balkanskih država, ti političari i članovi delegacije imaju puno skuplja odijela nego što imaju ovi iz EU koji ih primaju, a ovi imaju 10 puta veće plaće u EU nego što imaju primjerice u Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori i tako dalje. Да, одлична споредба. Ти благодарам, Аугустин, на овој разговор. Hvala i tebi. Hvala.